Податоците за болестите или состојбите од кои страдаат македонските граѓани во голем дел говорат за начинот на живот, бидејќи сите овие состојби, високиот крвен притисок, анксиозноста и диабетот се на некој начин поврзани со стресот. Доста се трошат диазепамо и сите лекови од тие бензодиазепините што се за смирување. Еналаприлна лек, еналаприлна алкалоид, исто и тој е еден од најкористените лекови, а необично, туку скоро на повеќето пакувањето е од 20 таблети, така да може да се случи и за да му стаса на пациентот се земаат по 3 кутии на еднаш за да мине месецот. Зашто граѓаните се нервираат најмногу? Што нема дома да прекарат месецот. За тоа нервираат. Кој се нервира што има мала плата или мала пензија, не може сето тоа да го купи она што сака. Затоа се највише нервира. Многу има нервози од која гледна точка да се погледне. Значи, прво стањето со овие покачувања нагли, тоа тера малку на нервоза. После, у цел свет ово што се случува исто, и тоа тера на нервоза. Аналогно на ова, податоците на Фондот за здравствено осигурување покажуваат дека во изминативе години се повеќе се зголемува употребата и на антидепресивите. Статистички тоа изгледа вака. Во 2017 година биле препишани над 2 милиони рецепти за лекови против анаксиозност, а во 2021 биле препишани над 2 милиона и 400 илјади пакувања, што е за 20% повеќе. Во истиот период, рецептите за седативи пораснале од 117.000 на 148.000, а на антидепресиви од 434 на 506.000 пакувања. Ова дефинитивно потврдува дека здравствената слика на граѓаните се влошува, а сите проблеми очигледно започнуваат со нервози, висок притисок, шекер и други проблеми како последица на стрес.